Неговата специфична опрема и важните потези што може да се одиграат со него го прават тенисот особено популарен во Македонија. Токму затоа и македонската влада во изминатите години инвестираше огромни суми во изградба на терени на кои што од млади нозе ќе се вежба со рекети и ќе се удираат спинови. Преку камерата на вчерашни од студиото веселиме директно на тениските терени. За белиот спорт разговараме со еден од најреномираните тренери, господинот Миле Паника. Добар ден! Денеска се наваѓаме у тениската школа Мој рекет. Као што може да видите, денеска тука ќе работиме со представници од Унијата што са на млади спинери. Ќе збориме за спинот како таков и негова примена у тенисот и у животот уопште. Ама, пред да поминеме на това, мора да ги видиме сите што са елементи на тениската игра, без кои што не може да има спин. Прво и основно средство за ракување или такозвана манипулација ти е рекет. Значи, ако немаш рекет, не можеш да имаш игра. А секој рекет си бара чврста рука, затоа што ако немаш чврста рука, он може да ти испадне или да ти се излизга од руки. Значи, добар рекетар, тоест тенисач, мора да удара, да знае да удара и бекхенд и форхенд. Бекхенд, форхенд, и тоа треба да ударе до 5-6 пути. И тоа јаки. И сега доваѓаме и до главните ударци што се у тенис. Тоа ти е паралела, кога ќе збрчи овака од десно, кога му е на ој лево. И сега идеме со краљ на сите удари, а тоа е спинот, кога ќе ја свртиш вака. С помош на спировање така се извртува лоптата да сите добијат лажна слика за тоа како ќе заврши поенот. Спин обогучава да се преварат и противникот и публиката. Тоа значи дека поентира тој што боле ќе испинува. Тоа се применува не само у тенис, него и у други спортови, рецимо у политика. Добар спинер е рецимо некој кој што знае криминалот да ти го испинува у патриотизам. Или да те подели као никату историја и после да се обвини тебе дека ти си тој што ја поделил државата. И сега некој ќе ме пита што ако противникот или публиката го прочитаат спинот. Па тука, као и за се у животот, за тенисачот ќе биде најважно на кој тенисер му е наклонет судијата. Това би било студио.